Здраво на сите! Еве неповторно во нашата училница со тоа што денес ќе го имаме предметот македонски јазик и наставната содржина Тетреб и лисица, односно ќе го обработуваме текстот Тетреб и лисица, каде што ќе разговараме за тоа што е бајка, што е басна. Значи, да се потсетиме уште еднаш. Обработувајќи го овој текст Тетреб и лисица, ние ќе ги разгледаме поимите бајка и басна, ќе дадеме кратки дефиниции, краток осврт, зошто тие се битни и зошто тие баш ви користат, односно како тие влијаат на вашето учење. Пред да започнеме со обработката на поимите бајка и басна, ќе ви го прочитам текстот, вие ќе треба внимателно да ме слушате и да ме следите. Тетреб и лисица. Тетребот седнал на дрво. Лисицата дошла до него и му рекла: "Здраво, Тетребче, мое другарче. Го слушнав твоето гласче, па си дојдов да позборувам малку со тебе." "Ти благодарам за добриот збор," рекол Тетребот. Лисицата се престорила дека не го слушна, па рекла: "Што велиш? Не те слушам некако. Туку ти, Тетребче, мое другарче, слези на тревичево да си поиграш со мене. Од дрвото јас не можам да те слушам." Тетребот рекол: "Се плашам да слезам на трева. За нас птиците опасно е да одиме по земја." "Да не се плашиш од мене," рекла лисицата. Не од тебе, туку од другите зверови," рекол Тетребот. "Има секакви зверови." "Не, Тетребче, мое другарче, сега е објавена наредба дека има мир по сета земја. Сега зверовите не се задеваат еден со друг." "Ете, тоа е добро. Туку гледај, блиско доаѓаат кучиња. Ако беше во право ти, ќе треба тогаш да седиш тука, не треба да бегаш. А сега нема од што да се плашиш," рекол Тетребот. Лисицата чула за кучињата, ги наострила ушите и сакала да бега. "Но каде?" рекол Тетребот. "Та нели сега има наредба кучињата да не ги задеваат зверовите?" Кој знае," рекла лисицата. "Може би тие не чуле за таа наредба." И веднаш побегнала. Се надевам дека ви се допадна оваа басна, а сега да ја разгледаме малце суштината на тоа што сака да ни каже овој текст. Што е во суштина басната? Басната представува приказна или текст во кој животните добиваат човечки особини. Што сака басната да ни каже? Басната сака да ни каже човечките особини, односно особините кои ние луѓето ги имаме, како например страв, срам, љубомора и така натаму, и тие се представени преку ликовите на животните. Во басните, животните зборуваат и тие се тие кои се главни јунаци во самата приказна. Исто така, басните покрај во текст можат да бидат напишани и во стихови. Значи, тоа е басна, а сега да видиме што е бајка. Бајката пак исто така представува текст или приказна, значи таа е исто текст или приказна, меѓутоа бајката е исполнета со фантастични случки, волшебни настани и надприродни суштества. Што значи дека во бајката се зборува за џуџине, џинови, самовили, сирени, волшебни грнчиња кои сами варат јадење, тиква која се претвора во кочија, а исто така волшебничка која им помага на слабите и така натаму. Значи, во басната животните добиваат човечки особини и животните се однесуваат како луѓето, односно тие зборуваат, додека пак во бајката се раскажува за некои фантастични случаи и волшебни настани и како што ви кажа, тиква која се претвора во кочија, грне кое само вари јадење, волшебничка која им помага на послабите и така натаму. Важно е да се каже дека бајките и басните се доста корисни за вас учениците, посебно за помалите,
Заради тоа што кога ги читаме и кога ги обработуваме, тогаш со нив придонесуваме, односно вие придонесувате да се збогати вашата мисла, речникот и да се подобри вашиот капацитет за учење. Задача за вас е да прочитате и раскажете една басна и да прочитате и раскажете една бајка. Правете го тоа доста често, можете да читате многу повеќе, значи не мора само да е една басна или една бајка, меѓутоа секогаш разграничувајте ги овие два поими.